Не ми преостана многу нешто да додадам, после исцрпните излагања на директорот на јавното предпријатие и градоначалникот на Велес. Јас би се задржал на техничките аспекти на ова решение. Како што беше споменато, мостот беше во незавидна состојба, носејќи со себе големи ризици по корисниците на, односно учесниците во сообраќајот. После донесувањето на одлука за целосно запирање на сообраќајот, а имајќи предвид какво е значењето на мостот за градот Велес, Градежниот факултет направи напори за да се дополнително испита мостот и да се утврди неговата моментална состојба, односно дали постојат елементи, можности за некакво пуштање на сообраќајот. Врз основа на извршените испитувања и со пробно товарење и дополнителни испитувања кои што ги извршивме, анализите кои што беа направени и деталниот преглед на мостовската конструкција, заклучивме дека може да се пушти сообраќај во една насока, наизменично, и тоа беше сторено пред неколку месеци, а паралелно веднаш Градежниот факултет, како и секогаш, чувствува општествена одговорност да помогне секаде каде што може. Така и овде преземавме проектански мерки за изнаоѓање техничко решение кое што ќе може брзо да биде реализирано и да придонесе за подигнувањето на степенот на сигурност на мостот. Сакам да напоменам дека покрај оние вообичаени мерки кои што ги преземаме по други објекти низ Македонија, овде за прв пат е применет траен мониторинг на мостот. Значи моментално моите колеги од своите кабинети можат да го следат однесувањето на мостот кога е под сообраќај, за да ја исклучиме секаква опасност од нешто што би било опасно по неговата носилост. Со тоа, безбедноста во оваа фаза е зголемена, со мониторингот ќе продолжиме и откако ќе се изврши санацијата на мостот и мислам дека ќе го доведеме во ситуација да може со леснотија велешани, а и сите ние да го очекуваме новоизградениот мост. Дали се знае носивоста на реконструираниот мост кој ќе биде? Носивоста на реконструираниот мост ќе биде иста со она кога што тој бил проектиран. Но треба да имаме предвид дека во тие 50 години додека мостот е во експлоатација, нивото на товарите е зголемено повеќекратно. Секако интензитетот на сообраќај во 71 година и ова што го имаме денес е различно. Оттаму и насловот на целата ова приказна е времено решение, односно решение за времена санација, бидејќи сите овие мерки не се сосема доволни да ние имаме мостовско решение кое што може долго да ни трае. Токму поради тоа и се преземени активности за проектирање и изградба на нов мост. Колку ќе биде трајноста на овој мост? Зависи од одржувањето. А ако се одржува како што треба, трајноста ќе биде голема. Тоа значи над 10 години? Над 10 Многу повеќе од 10 години на нивото на кое што ќе биде саниран. Одржувањето ни е многу важен елемент во трајноста на конструкциите, исклучително битен. Ние сме во секојдневна комуникација со јавното предпријатие за државни патишта и правиме заеднички напори и со воведување на нови начини и методологии за следење на мостовите и за набавка на најсовремена опрема во таа насока, за да можеме што попрецизно да ја утврдиме состојбата на оние 1300 мостови со кои што стопанисува државата. Треба на сите да ни биде јасно дека доаѓа време на санации, особено на мостовските конструкции. Голем број од мостовите во Македонија веќе навлегуваат во сериозна возраст, каде што се јавува неспорна потреба од преземање на одредени мерки, најмалку се следење. Затоа треба знаење, треба искуство и треба желба. За знаење ни требаат градежни инженери млади, треба да се зголеми уписот, подигне уписот на Градежниот факултет, затоа што без нив практично ќе биде доведена во состојба и функционирањето на државата. Прашам во однос на новиот мост, позната локацијата, дали е познато и површината што околу него, дали тоа приватно, дали започната постапка за експропријација, бидејќи може би ќе треба и време тоа да се откупи, дали веќе ги имате тие детали? Ги немаме тие детали. Мислам дека со завршувањето на проектот